И повторно се враќаме по мојот умилен предмет математика, но во делот на геометријата. Точно. Наставничка, јас во ова сум Сега имаме тата математика. Сега имаме математика за четврто деление, тема 2Б, геометрија и решавање проблеми, односно за триаголник. Наставна единица препознава, опишува, представува, црта, прави некои 2D форми. Први имаме, значи, ние во геометријата сакаме да ги представиме 2D форми што ги имаме, односно, ова се квадрат, правоаголник, круг, триаголник. 2D форма е онаа форма која што е дводимензионална. Значи 2D форми, еве ги 2D формите ученици. Ова се формите кои што значи можеме да ги гледаме само од едната страна, значи од другата страна не е препиена, не можеме да ги гледаме, нема волуме, нема ништо, значи, односно ова ни е 2D форма. Од 2D формите произлегуваат 3D формите. Рековме дека ова е квадрат, правоаголник, квадратот му се сите 4 страни Исти. еднакви. Еднакви, да. Триаголникот, значи имаме правоаголник. Правоаголникот, значи му се две страни му се еднакви, две страни му се две страни му се еднакви, две страни му се две страни се еднакви. Круг кој што има кружна површина, триаголник кој што има 3 страни. Понатака имаме повеќе видови на триаголници, делтоид, ромб, звезда, петаголник, шестаголник, петаголник 5 страни, шестаголник 6 страни, седомаголник 7 страни и ова ние осумаголник имаме колку? 8 страни. Така. Значи по бројот на страните заклучуваме дека го добива 2D формата ја добива името. Го добива името, да. Така. Ова се вика елипса, срце, крст и полукруг. Сите овие се 2D форми. Денеска ќе се задржиме за триаголниците. Триаголникот рековме дека имаме вкупно 3 страни. Значи, триаголник што има вкупно 3 страни. Ова, ученици, е страна. Одсечка од почеток до крај се нарекува како се враќа назад? Се нарекува не. Еве. добро. За темата. Да, ама Добро. Така, супер. Значи, одсечка од почеток до крај. Споени 3 одсечки образуваат 3 страни и се нарекува триаголник. Ова е страна на триаголникот. Точките се нарекуваат темиња на триаголникот. Внатрешниот дел се нарекуваат агли на триаголникот. Одиме по полека. Видови триаголници според страните. Денеска се задржуваме само за видови на триаголници според страните и според аглите. Значи, денеска само ги препознаваме и откриваме триаголниците. Ќе решиме на крај некоја задача, меѓутоа главната цел ни е препознавање и откривање на триаголниците. Триаголници рамностран, рамнокръг и разностран триаголник. Најчесто зашто се бунат дечињата? Се бунат кога триаголникот може да биде свртен, па не знаеме не за знам како се работи. Така. Одиме етапно. Рамнокръг триаголник. Триаголник на кој две од страните му се со еднаква должина. Третата страна се вика основа, едната, значи едната страна се вика Уште еднаш. Третата страна се вика основа, а еднаквите страни се викаат краци. Значи рамнокракиот триаголник има 2 краци и една основа. Еве него надолу превртен. Без разлика на која положба, место положба е ставен триаголникот, доколку двете страни му се со еднаков број на сантиметри или милиметри, тој се нарекува рамнокрак триаголник. Рамностран триаголник. Рамностран триаголник е триаголник на кој што сите страни имаат еднаква должина. Значи сите страни имаат еднаква должина на центиметри или милиметри. Разностран триаголник е оној триаголник кој што сите страни му се Различни. различни.
Така, триаголник на кој што сите страни имаат различна должина се вика разностран триаголник. Значи да повториме, рековме дека имаме три вида на триаголници според страните, тоа е рамнокрак, рамностран и разностран. така. Ќе се задржиме за периметарот на триаголникот, бидејќи ова ни е најлесното нешто во откривање. Ова е за разностран триаголник. За видат сликовите од дечињата. Едната страна му е 5 см, втората страна му е 4 см и третата страна му е 2 см. Што правиме? Потоа ќе нацртаме нешто на нашата табла. Која одбираме периметар на разностран триаголник, односно периметарот е вкупната должина на сите збирот на сите страни, значи на должините на сите страни. Периметарот се означува со буквата L. И рековме дека L е еднакво на А плюс Б плюс С. И да доловиме еднакво на 5 плюс 4 сантиметри плюс 2 сантиметри, односно еднакво на 11 сантиметри. 5 плюс 4 9 плюс 2 11 сантиметри. Битно заклучуваме дека сите страни ни се различни. Одиме периметарот на рамностран триаголник. Тука ни се сите страни исти, 4 см, и знаеме дека периметарот е еднакво на А плюс Б плюс С, односно бидејќи тука ни се сите исти страни, и велиме страната се вели сите А страна, и е еднакво, периметарот е еднакво на 3 пати по А. 4 по 3 да е еднакво на 12 см. Е еднакво на А плюс А, односно 3 пати по А, тоа е еднакво на 12 см. И периметар на триаголник, да видиме овој на каков триаголник станува збор. 2 см, 4 см. Рамнокрак триаголник, кој што двете страни рековме дека се викат краци, третата ни е основа. Како би ни бил периметарот? Ова ни била страната А, тука би ни била Б. Значи ќе ни биде А плюс 2 пати по Б. Односно, едноставно 4 плюс 4 плюс 2. Рамнокрак триаголник, 2 см плюс 4 см плюс 4 да е еднакво на 10 см. Или еднакво на А плюс Б плюс Б, или еднакво на А плюс 2 пати по Б. Така. Видови триаголници според аглите. На крај на таблата да ги пишуваме, така? Добро. Видови триаголници според аглите. Според аглите имаме три вида на триаголници, тоа се остроаголен, правоаголен, кој што има прав агол, остроаголен, сите агли му се остри, и тапоаголен триаголник, кој што само едниот агол е тап, односно е поголем од 90 степени. Да се задржиме за сите триаголници, за остроаголниот. Правоаголен триаголник е оној кој што има прав агол од 90 степени. Секој агол кој што е помало од 90 степени, велиме дека е остар агол. Значи, овој триаголник е остроаголен, меѓутоа забележуваме дека е рамнокрак. Односно, сите страни му се 60 см. Вкупниот збир на аглите... вкупниот збир на аглите треба да изнесува 180 степени. 60 степени плюс 60 плюс 60. Сите агли се остри. Задржите го. Вака, и така. Уште еднаш, така? Да. Сите агли гледаме дека се остри, и потоа заклучуваме дека овој триаголник е остроаголен. Имаме тука. Погледнете, аглите се пишуваат како алфа, бета и гама. И се секогаш противно на... Вака сега имаме. Значи, ова ни се означуваат одсечките од Така. АБ, БЦ и АЦ. Значи, овдека кога ги запишуваме страните на триаголникот, да ги забележуваме, ако тука ни е точката А, спротивно е страната А, и се забележува со малата латинична буква. Така. Страната Б, спротивно од точката Б, се наоѓа страната Б, и од точката С, кај што е темето, спротивно се наоѓа страната С. Така. Меѓутоа, многу е битно дека кај што е точката А, темето А, овдека ни е аголот алфа. Кај што ни е точката Б, аголот бета, кај што ни е точката С, аголот
гама. И значи како можеме да собереме алфа плюс бета плюс гама гама треба да ни изнесува вкупно 180. 80 степени. степени. Правоаголен триаголник, рековме дека едниот агол не е секогаш прав. Така. И еве имаме точката А, страната А е спротивно од незе. Агол од 90 степени. Значи за еден агол кога е од 90 степени, нормално не може да бидат повеќе, рековме дека тој триаголник е правоаголен триаголник. Значи и ако страната гама, значи ако аголот гама е еднакво на 90 степени, останатите два агли треба да бидат збир за да бидат точно уште 80 степени. степени. И тапоаголен триаголник, триаголник во кој што едниот агол му е тап. Овдека конкретно може да видиме дека овој триаголник има тап агол, односно се нарекува тапоаголен, односно аголот му е поголем од 90 степени. 90 степени. Дали можеме да решиме една задача? Можеме да решиме една задача. Имаме време? Еве сме. Само да избришеме ова претходно, ние многу решававме на странички. Взимаме триаголникот. Така, може да правим триаголникот. Направиме еден триаголник. Взимаме со пенкалцата да пишуваме, први ги пишуваме вака, значи страната А, Б, С. Се гледа убаво, така? Да. Па не Добро. не се гледа убаво. Да Може го треба спределиме? да искористиме друго, еве вака. Друга боја, може би зелена. Друга боја. Друга боја, подебела. зелена или жолта. Ете, така. Да ги повториме, може? Може. А, Б, С. и С. Рековме дека сега Спротивно. моментално ни доаѓа на нас како рамнокрак триаголник, така? Значи тогаш ги имаме двете страни ни се Б викаат и основата ни е А. Основата ни е А. Ова е таа една права висина која што ги дели триаголниците. Можеме да решиме да кажеме, значи дека сечката АБ е еднакво на 2 центиметри. BC е еднакво на 4 центиметри и CA и ставаме цртичка до згора дека станува збор за отсечка. отсечка. Исто така ќе биде 4 центиметри. Колкав ќе биде периметерот на триаголникот? Збирот Збирот од Оците страните може да биде L еднакво на А плюс Б плюс Б. Дека не ми се пише баш најубаво. Добро. Односно L е еднакво на А плюс 2 пати Б. Б. L е еднакво, правиме замена, А е еднакво на 2 2 2 page previous. L е еднакво на 2 центиметри плюс 2 по 8 2 по 4. 8. Ајде 2 по 4 веќе напишеме центиметри. Ние во помалите делинија точно си разложуваме се комплетно. Еве. И L е еднакво на 2 центиметри плюс 8 центиметри. L е еднакво на 10 сантиметри. центиметри. Дали може сега да пределиме и аглите? Може. Да отвориме на оваа страна или на истата? Па како сакате. Еве ќе избришеме ова. Триаголникот да не го бришеме, така? Триаголникот си останува? Да, нека остане. Страните не требаат, агли не требаат. Само агли ни требаат. Така? Значи рековме дека Чекајте. ова е аголот кај А, аголот алфа, кај бета, аголот бета, и овдека кај С, аголот гама. И рековме дека алфа плюс бета плюс
гама е еднакво на 180 180 степени. степени. И сега, како ќе откриеме, например, колку е аголот алфа? Може? Алфа е еднакво на прашалник. Бета е еднакво на, колку да кажеме степени? На 70 степени. Може? Гама е еднакво на 40 степени. Така. И сега, како ќе ја поставиме формулата? Знаеме дека вкупниот збир на алфа плюс бета плюс гама е еднакво на 180 степени. Ќе се ја поставиме задачата. Алфа е еднакво на 180 степени минус, така, и во заграда ќе ги ставиме Бета и гама Плюс 40. така, 70 степени плюс плюс 40. 40 степени. Да е еднакво, односно еднакво на 180 степени минус 70 плюс 40 еднакво на 10, 110 степени, да е еднакво на 70 степени. 70 степени. И од тука заклучуваме дека алфа е еднакво на 70 степени. Заклучуваме дека исто така станува збор за рамнокрак триаголник. Или една тајна да им откриеме. Секогаш кај рамнокракните триаголници, алфа и бета Имаат еднаков е за исти го- степенот. Да, степенот е еднаков, така да кога веќе ни е дадено бета, алфа многу лесно ќе го откриеме. Така, Само без да мора, решаваме заради задачата. наставничките, мора да идеме во овој процес на решавање на задача. Точно, точно. Така. Тоа е тоа, да решиме уште нека задача или да преминеме на наредна лекција? Па мислам дека треба да преминеме на наредна наредна. лекција. Наредна лекција. Да. Добро, може. Имаме сега македонски јазик за пето деление, програмско подрачје, јазик, граматика, глаголи, сегашно време, минато и идно време. Сега ние, значи, за пето деленците, целите да си ги знаеме, да знае кои зборови означуваат глаголи, да определува глаголско време, да ги разликува формите на глаголите за сегашност, минатост и идност. Прво, ученици, ќе ви кажам дека глаголи се зборови кои што означуваат работа или действие. Во морфологијата, значи ги означуваме како глаголи, во синтаксата прирок. За тие што не им е јасно, во морфологија се нарекува глагол, во синтаксата е прирокот, односно збор кој што означува работа или действие. Глаголите ни кажуваат што некој прави, дали трча, брза, оди, скока, односно означува действие. Категорија на време. Има многу видови, значи категорија и форми на глаголите. Ние ќе се задржиме денеска за категорија на време и само за личната глаголска форма. Во категорија на време се определува времето кога се врши дејството. Ние денеска ќе земеме само за сегашно време, минато време и идно време, односно за пето деление кое што тоа им е потребно. Сегашно време е време во моментот. Во сегашниот момент се одвива действието. Минато време е времето кое е поминало. Значи времето поминало и не се враќа повеќе. Тоа е минато време. Идно време е времето ако се очекува действието да се врши по моментот на зборувањето. Значи во моментот ја зборувам, ама ја очекувам дека Лина за кратко време ќе стане, да кажеме. Тоа се нарекува идно време, а ја додавам и частичката ќе. Одиме од категорија на лице. Ова значи рековме дека само ќе земеме сега за личната форма на лице, односно категорија на лице се определува глаголската форма во зависност од тоа дали дејството му се препишува на лицето што зборува, на лицето со кое се зборува или на некој надвор од говорното општење. Се разликуваат
три лица. Прво, второ и трето лице, еднина и множина. Јас, ти, тој, таа, тоа во еднина и ние, вие, тие во множина. Да кажеме, еве, глаголот 7, да го определиме, да го менуваме во сите три времења, сегашно, минато и идно. Во сегашно време, прво лице еднина, јас седам. Малку се испомешани сега. Јас седам, ти седиш, второ лице еднина. Ти седиш, тој седи. Ние седиме, прво лице множина, вие седите и тие седат. Во минато време, прво лице еднина, јас седев, ти седеше, тој, таа, тоа седеше. Ние седевме, вие седевте, тие седеа. Малку ни се измешани, ама мислам дека се снајдовме лесно. Да, се разбира. Идното време е образовано од частичката ке и глаголот во сегашно време. Значи да не ја заборавиме. Јас ќе седам, ти ќе седиш, тој ќе седи. Ние ќе седиме, вие ќе седите и тие ќе седат. Дали ни е тука малце полесно сега од ова што го кажавме? Да. Лесно, така. Имаме еден текст, упорната мравка. На текстот потоа ќе определуваме ние глаголи на нашата табла. Да го прочитам јас текстот или Марија сакаш да го прочиташ? Може да го прочитам. Значи ова Прочитај го, па потоа упорната ќе... мравка. Да. Трчаше малата црномуреста мравка. Брзаше дома. Им носеше на своите мравчиња семка од памук. На патот најде и семка од тиква, голема, вкусна и мрзлива. Мравката ја остави семката од памук на страна. Ја зеде и ја качи на грб семката од тиква, но не издржа. Семката падна. Така мравката ја качуваше семката многу пати, а оваа паѓаше ли паѓаше. Одеднаш мравката слушна тивко смеење. Разгледа наоколу и ја виде скакулката. Тија подигна семката веќе 1000 пати и рече скакулката: "Зар не ти здодеа? Ништо не ти оди од рака. Остави ја семката, нека се одмара." "Не му оди од рака, но нешто малку размислува," одговори мравката. И пак се фати за семката. "Јас ќе ја качам семката на грбот и ќе ја понесам дома." Семката веќе не падна. Ете колку е упорна мравката. Така. Го прочитавме текстот? Да. Сега вака ќе ги определуваме глаголите во Преминам јас од другата страна. сегашно време. Минато време и идно време. После тоа ќе ги откриеме кои ни се точно глаголите. Меѓутоа сега, може ли да ги пополека да ги откриваме заедно со дечињата пред ТВ екраните глаголите? И да откриваме во која глаголска форма е сегашно, минато, идно време, првен да ги откриеме времињата, категорија на времето, па потоа ако имаме време ќе откриеме значи глаголска форма прво, второ, трето лице. Важи. Одиме. Прво не трчаше. Трчаше минато време. во минато време. Само се лошо пишува. Трчаше. Потоа Така. не брзаше. Малата брзаше во Исто во минато време. така. Носеше. Носеше. Во Најде. најде во кое време? Сегашно. Јас Не, најдов, во ти минато. најде, тој најде. Најде. Потоа Остави. остави, така? Минато. Остави. Ја Зеде. Зеде. Ја зеде. Јас ја земав, ти ја зема, тој ја зема. Да. Значи во Зеде. ја зеде во минато Во време. минато. Така. Качи. Само ја зеде и ја качи.
Издржа, Ја заврши. но не издржа. Но Ја не качи и- на грб. Но не издржа. Да. Е сега, јас издржав, ти издржа, тој издржа. Во минато време, така? Да. Потоа, Падна. Падна. јас паднав, ти падна, тој падна. Во кое време? Во минато време, така? Потоа качуваше. Ја качуваше. Јас ја во минато време? Да. Паѓаше или паѓаше, исто минута. Паѓаше, јас не можам да го видам до каде сте. Следете. Да. Паѓаше, потоа, Мравката слушна. слушна, Разгледа. Разгледа. Виде. Подигна. Чекајте малце само да видам до каде сме. Разгледа наоколу и ја виде скакулката. Подигна. Јас ја подигнав, ти ја подигна во сегашно време, така? Јас ја подигам, ти ја подигаш, тој ја подига. Ова е подигна Подигна во минато. во минато време. Здодеа. Зар не ти здодеа? Добро. Потоа, Ништо не ти оди. Е сегашно време оди. ето така. Сега видовме до кај сме. Од така. Остави ја сенката, остави Така, сегашно значи, време. и си уменуваме во себе, значи дечињата да се знаат во себе. Јас оставам, ти оставаш, тој остава. Ние оставаме, вие оставате, тие оставаат. Јас оставив, ти остави, тој остави. Значи е во минато време, така? Да. Остави. Потоа, Одмара. одмара е во сегашно време. Одмара е во сегашно време. Не му оди од рака. Оди го запишавме глаголот, така? Оди го запишавме или не? Не. Оди е запишан во сегашно Да, време. запишано во сегашно време, да. Готово? Да. Така. За оно што помалку размислува. Размислува исто сегашно време. Така. Размислува. Одиме понатака Фати. Одговори. и пак се фати за семката. Одговори претходно име. Да. Одговори. Да. Одговори е минато. Во минато време. Одговори. Потоа имаме Фати. Фати. во минато време фати, значи најмногу не се во минато време. Потоа Ке ја Јас Фати ја качам. качам. Идно време. идно време ке така. Ке понесам. ја меѓутоа глаголот ми е качам, само ова не е глаголот, качам Понесам. Ја понесам. и понесам. Добро. Толку се? Падна. Падна. Толку. Добро, падна. Еве, тука падна, ќе напишеме. И упорна е сегашно време. Да. Упорна. Ајде да ги погледнеме глаголите. Трчаше, брзаше, така, носеше, Носеше, најде, најде, остави, зеде, зеда, качи, издржа, падна, качуваше, паѓаше, Паѓаше. Слушна, разгледа, виде, подигна, рече, здода, оди, оставија, одмара, оди, размислува, одговори, фати, кача, Падна, качам. падна. Падна. Е, така, ќе понесам и паднам.
Ова се глаголите кои што се во сегашно, минато и идно време. Значи, јас ќе ја качам, ти ќе ја качиш, тој ќе ја качи, веднаш знаеме дека идно време по частичката ќе. Минато време, значи знаеме дека времето кое што поминало. Сегашно време, јас одам, ти одиш, тој оди. Може да ги именуваме глаголите сега по личната глаголска форма. Оди. Автоматски знаеме, јас одам, ти одиш, тој оди. Значи, трето лице еднина. Така. Одмара. Исто трето лице. Трето лице еднина. Оди. Рековме, размислува. Трето лице еднина. Упорна. Упорна е исто трето лице. Тој таа, да. Јас сум упорна, ти си... Упорен. Тој Таа, тоа е упорен. Ама овдека не е помошниот глагол сум. Значи, од помошниот глагол сум. Јас Ама сум ете колку упорна. е упорна мравката. Колку Така е, беше значи, конструкцијата на Како реченицата. колку е така, трето лице еднина. Добро, јас сум така. Трчаше. А, Ти исто трчаше, трето може лице. да биде јас трчав, ти трчаше, може да биде и Може второ. второ лице. Во текстот моментално Зависи ние од во трето второ лице, не Па е не, малата мравка трчаше, таа трчаше, трето така, лице. трето лице еднина. Истата важи Се за брзаше. Трето лице еднина. Носеше. Претежно сите ни се Сите трето се, лице, да. еднина, затоа што така е раскажана приказната. Така е раскажана. А имаме некој разговор кој се смее? Да, има разговор кој што е Ти тие кој- подигна симката. Таа рече- слушна. Тија подигна, тија подигна. Аха. Тија подигна, значи каде ја ставивме подигна, не го ставивме. Подигна долу, 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 долу. Така. Јас ја подигнав, тија подигна, односно ова ќе ни биде тука Второ второ лице. лице еднина, да најдеме некој што е второ лице еднина. Уште еднаш имаме време да ги изменуваме глаголските форми, односно прво, второ, трето лице, еднина и множина, сегашно, мидното и идно време. За домашна задача да земат три глаголи и да ги именуваат со сите трите глаголски форми. Одлично. Одлично. Ние овде завршуваме со нашата денешна ТВ училница другарчиња. Се надевам се изнаучивте, сега можете слободно да си одморите по дома и да се забавувате и да се играте, а ние се гледаме утре во истото време, значи во 9 часот и 10 на 15 минути веќе бидете пред телевизорите и бидете спремни за нов училишен ден. Да, и напишете си ги вашите домашни задачи. Се гледаме утре. Чао, чао. Чао.